што досега го слушнавме и видовме во вештачењето од вештото лице од Марибор и што можеме јавно да го кажеме е дека гледаме веќе во стат кршење на базични принципи кои што се задолжителни при ваквите медицински вештачења. Например, не сме воопшто да се користи фактот кој што отпосле сте го дознале за денот на смртта на пациентот и да коментирате дека даден му е лек еден ден пред смртта, кој што веројатно и му го ја влошил состојбата или можеби ја причини смртта. Таква методологија на вештачење забранета. Во тој момент лекарот кога го дал лекот не можел да предпостави дека утредента пациентот ќе умре или ќе живее уште 3, 5 или не знам 10 месеци. И ваквиот начин на вештачење, пак ќе кажам, има базични принципи кои што се во оваа ситуација прекршени и нема никаква правна вредност. Не само тоа, втора работа е, например, базичен принцип е кога вештачите во една држава, прво што треба да побарате е дали таа држава има свои матични прописи, протоколи во ситуација. Не можете да го базирате вештачењето на протоколи и стандарди европски или светски, игнорирајќи ги во целост легислативата на односната држава. Ние имаме во 2015 година објавени и во службен весник исто така објавени протоколи за сите видови на рак. А кривичните дела се направени од 2018 до 2002. Значи тоа не се како што тврди обвинителството застарени или држава која што нема протоколи. Ние сме држава која има протоколи. И во таква ситуација вештакот должен да појде од нашите протоколи, а не од ЕСМО протоколи. На страна тоа што и ЕСМО протоколите толкува погрешно, например, еве во ситуација кога бевме во ковид, таа тврди дека во таква ситуација не сме се даве терапија, а ЕСМО протоколите точно дефинираат неколку стадиуми и велат дека многу внимателно и индивидуално во ваква една ситуација нова за сите нас на земјава, како што беше епидемијата ковид, треба да се третираат и понатаму онколошките пациенти. Мотото на ЕСМО е ракот е пострашен од ковид. Значи, тоа е нивно званично мото и така однесувајте се, им вели на онколозите, а вештакот тврди дека тврди енергично и категорично не смело да се дава при таква инфекција никаква терапија. Како го коментирате моментот, вештакот рече дека не се поклопува електронската евиденција со она што е водено во болницата и дека кај некои пациенти немало направено испитување, нема патолошки резултат, а е давана терапија? Прво, не е точно дека нема патолошки резултати. Во евиденцијата нејзина, во повеќето пациенти нема патолошки и други наводи. Како може да вештачи без, а тоа е абецеда во онкологијата. Ниту некој може да даде терапија без патолошки и други молекуларни анализи, ниту пак е давана таква терапија. Меѓутоа, тоа што во евиденцијата не е дадено, тоа е проблем на обвинителството. Дали е тоа намерно или намерно правено, не знам, ќе видиме, меѓутоа сите слушнавте дека за секој пациент она тврди дека нема ваква документација, нема документација. Па ако нема документација или ја барате, или не вештачите. Не може без документација целосно, особено базните документи како хистопатолошкиот наод, висината и тежината на пациентот и така натаму што самата кажува, зашто не ги побарате? Ги има. Ние имаме онкологија има изедно современ ХИС систем. Таму има се. Зашто не влегле во ХИС системот да ги проверат сите податоци? Имаме ние ситуации кога она тврди дека има еден патохистолошки наод, а ние имаме 6 во сите фази. Мислам, не е Македонија толку заостаната држава, без оглед што здравството е во тешка состојба, да до тој степен дојдовме да без основни параметри ги лечиме на памет болните. Тоа е, мислам, претерано. А не поклопувањето на електронската и ова пишувана на рака документација, бидејќи тука на една пишува дека се дадени 16 ампули, а во друга пишува дека се дадени 10 ампули. Знаете што, кога се вештачи ваков предмет, отпосле, од кога за толка број на пациенти, мора да се има во предвид, што не е земено во предвид, во какво обкружување работеле тие лекари. За разлика од една Словенија, например, која што е исто 2 милиони народ, во нашата држава има само една оперативна клиника за 2 милиони луѓе.
Може да мислите, секој доктор има по 100 пациенти дневно. Тој нема време ни за доручек, а камоли да адекватно врши упис во документацијата. И затоа е документацијата таква како што е, затоа што кај нас е вонредна состојба. Во државата, кога се однесува за клиниката онкологија, таа перманентно работи во вонредна состојба епидемиолошка. Од друга страна имате епидемиолошки бројки секоја година на зголемување на ракот. А имате 36 лекари. Па јас верувам дека само во клиниката во едно село во Словенија има 30 лекари, а не во цела Словенија. И дека имаат сигурно барем 3-4 клинички центри или па 20 онколошки мали одсеци. Кај нас е само една клиника на цела држава. Тоа окружување, ако го знаела, ќе беше јасно зошто нема документација доволно во самата историја, не дека нема на клиниката. Они имат повише, најмалку 3 система каде што го евентира тоа. Али рачното евентирање, она што не изједадено историите на болести се најсиромашни со документација, тоа се гледа. Зошто ни е дале целата документација, тоа ќе го прашате умнителците.